Внимателно, најризично за раѓање во регионот е во Кочани и Виница. Овие две општини во континуитет покажуваат висока смртност на новороденчињата. За 4 години во овие две општини е регистрирана смрт на 24 новороденчиња, што е дури 43% од вкупниот број на починати бебиња во целиот регион, кој изнесува 55. Од 2013 година наваму во Кочанската болница е пријавена смрт на 15 новородени, додека во Виница тој број изнесувал 9. Ова е состојба која се провлекува со години, па од тука и сомнежот кај дел од мајките дека децата за кои им е кажано дека се мртви, можеби тоа и не се. Таков е случајот со 62 годишната Даринка од виничкото село Липец, чија приказна вчера ја пренесе ТВ Стар. Таа е убедена дека ќерката која ја родила на 13 јуни 1988 година во Кочанската болница, а за која утредента и рекле дека е мртва, сушност се уште е жива. Ниту таа, ниту многу други мајки низ годините кои се соочиле со истата болка не добиле никаков документ од Кочанската болница дека нивните деца се мртви. Нема ништо. Ни извод, ни мртво, ни посмртница, ништо, никаков документ. Генерално, на ниво на регион, годишно умираат во просек по околу 10 до 13 бебиња. На листата со најголема смртност покрај Кочани и Виница, последните 2 години се јавува и Пробиштип, Берово и Делчево. Ова невладините го припишуваат на ниската здравствена едукација на дел од населението. За таа цел ние спроведуваме кампања каде што се преземени активности и мерки за да се спречи или да се намали незаконското наплаќање кај матичните гинеколози, а со тоа да се зголеми и свеста кај самата жена за тоа кои се нејзините права и обврски кои потекнуваат од правото на здравје. Инаку, во последните 4 години, со највисока смртност на новороденчиња е 2014, кога се регистрирани 19 смртни случаи, од нив 6 се во Кочани, а по 3 во Виница, Зрновци и Пробиштип.